Прво послание на апостол Павле до Тимотеј, 1 глава. Павле, апостол на Исус Христос, по повелба на Бога нашиот Спасител и Господ Исус Христос, нашата надеж, до Тимотеј, вистинското чедо на вера. Благодат, милост и мир од Бог Отецот наш и Христос Исус, нашиот Господ. Како што на тргнување за Македонија те молев да останеш во Ефес, да им заповедаш на некои да не проповедаат друго учење и да не се занимаваат со басни и бескрени родословија, кои повеќе предизвикуваат расправи отколку Божјо устројство во верата. А целта на оваа заповед е љубов од чисто срце, добра совест и нелицемерна вера. Некои, откако не ги постигнаат тие работи, се оддадоа во празнословија и сакаат да бидат учители по законот, но не разбираат ништо зборуваат, ниту што тврдат. А ние знаеме дека законот е добар, ако некој законски го применува. Знаејќи дека законот не е установен за праведник, туку за беззаконици и непокорници, за нечестиви и за грешници, за неправедни и осквернители, за таткоубийци и мајкоубийци, за човекоубийци, за блудници, трговци со робје, клетвопрестапници, лажливци и за се друго, што е спротивно на здравата наука. Според славното Евангелие на блажениот Бог, кое ми е мене доверено. Му благодарам на Христос Исус, нашиот Господ, кој ми даде сили, зашто сметаше дека заслужувам доверба, кога мене ме постави на служба. Мене, кој порано бев хулител, гонител и насилник, но ме помилува, бидејќи тоа го правев без да знам, во неверие. Но заедно со верата и љубовта во Христос Исус изобилуваше и благодата на нашиот Господ. Верен на тој збор и достоен е сосема да се прифати. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, меѓу кои сум прв јас. Па затоа бев помилуван, за да ја покаже Исус Христос прво на мене сета долготрпеливост, како пример на оние кои ќе поверуваат во Него за живот вечен. А на царот на вековите, на нераспадливиот, невидливиот, единствен, премудар Бог, нека е чест и слава во сите векови. Амин.